богатиот и сиромашниот Лазар. Втората приказна како проблем во разбирањето на животот после смртта ја наоѓаме во параболата за богатиот и сиромавиот Лазар. Важно е на самиот почеток, почитувани пријатели, да приметиме дека овој извештај не е реален извештај, туку едноставно приказна која Исус ја изнел како илустрација и како поука која сакал да ја соопшти на жителите. Ја раскажал после серијата на параболи со која Исус едноставно во тие фрази ги користи зборовите еден човек. Параболата за богатиот, чи нива многу му родила, ја наоѓаме во Лука 12 глава 16 стих. И тој настан започнува со зборовите на еден човек му роди нивата. Параболата за лозето во Лука 13:6 почнува исто така со зборовите еден човек имаше смоква засадена во своето лозе. Параболата за гозбата за поканетите е во Лука 14 глава 16 стих и започнува со зборовите еден човек приготви голема вечера и повика многумина. Параболата за изгубениот син е во Лука 15 глава 11 стих и таму започнува со зборовите еден човек имаше два сина. Параболата за неверниот слуга е во Лука 16:1 и започнува со зборовите беше еден човек богат и имаше слуги. Значи, почитувани пријатели, почетокот на овие параболи се поклопува со почетокот на приказната за богатиот и за сиромашниот Лазар. Ова едноставно не наведува на заклучок дека приказната за богатиот и за Лазар исто така е само парабола. Приметете колку е ова слично со останатите параболи. Може да читаме во Лука 16 глава 19 до 31. Еден човек беше богат и се облекуваше во порфир и свила. И секој ден живееше раскошно и се веселеше. Имаше исто така и еден сиромав по име Лазар, кој се струполи и лежеше пред вратата негова. И сакаше да се нахрани со трошките што паѓа од трапезата на богатиот. И кучињата доаѓа и ги лижеа неговите рани. Умре сиромавиот и ангелите го однесоа во крилото Аврамово. Умре и богатиот и го погребаа. И во пеколот, кога беше во маки, ги подигаше очите своји и го виде оддалеку Аврама и Лазара во крилото негово. И откако извика, рече: Оче Авраме, смилуј се на мене и прати го Лазара да го накваси својот прст во вода и да ми го разлади јазикот. Оти многу страдам во овој пламен. Но Аврам му рече: Синко, сети се дека ти си го добил своето добро уште додека беше жив, а овој Лазар го доби злото. Сега пак тој се утешува, а ти страдаш. Освен тоа, меѓу вас и нас постои голема провалија, така што оние кои би сакале да дојдат при вас не можат, а исто така и они оттаму при нас. А тој пак рече: Тогаш те молам, Оче, прати го во татковата ми куќа, зашто имам 5 браќа, та да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Аврам му рече: Тие го имаат Мојсија и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече: Не, оче Авраме, туку ако некој од мртвите отиде при нив, тогаш ќе се покајат. Аврам му рече: Што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема да му поверуваат. Важно е да уочиме, почитувани пријатели, дека јазикот кој се користи во оваа парабола е символичен. Не може да биде дословен. Ако се работи за реален свет, ќе се соочиме со многу проблеми. Прво, мртвите живеат во предградките на Аврам или на неговите
гради. Второ, мртвите во пеколот на небото меѓусебно се гледаат и комуницираат. Тешко е да замислиме еден таков рај во кој спасените можат да присуствуваат на тие бескрајни маки или на бескрајната мака на грешниците. Трето, употребените изрази и описите на тие действија, како што се потопување прст во вода за да се излади јазикот, не може почитување да се применат на бестелесни духови. Мора да се присетиме, драги гледачи, дека благодарејќи на влијанието на грците и на нивната филозофија и на нивното учење во Александрија, некои еврејски верски учители или верски групи веќе биле под влијание на грчкиот дуализам. Фарисеите очигледно веќе биле помеѓу оние кои верувале дека мртвите на некој начин се свесни после смртта. Во Дела 23 од 6 до 9, тоа може да го проверите. Мора да приметиме дека ова парабола Исус не ја раскажал да ја објасни состојбата на човекот после смртта. Низиниот контекст е сосема поразличит. Не изе и претходи говорот на само праведниот став на фарисеите и на нивната предпоставка за собствената супериорност. И затоа Исус во парабола нагласува дека тие се подалеку од небесното царство отколку самите незнабожци кои ги тие истите презирале. Во Лука 16, 14, 15 може да читате. Оно што сакал Исус да го изнесе преку оваа приказна, преку оваа парабола, нема врска со прашањето на смртта. Исус ова приказна, почитувани, немал намера да го потврди нивното мислење за природата на самата смрт, туку го користи нивниот начин на размислување и едноставно нивните приказни ги користи да им појасни едно друго, многу поважно прашање. Приметите некои од клучните детали, јас ќе ги спомнам. Богатиот ужива во царско достоинство, облечен во порфир и свила. Така вели текстот. Има богата храна, живе во изобилие, понатаму, богатиот на Аврам му се обраќа како на татко. Фамилијата на богаташот ги имаат, Исус им вели, Мојсей и пророците. Просекот Лазар седи пред вратата на кучињата, надевајќи се дека ќе добие трошки кои паѓаат на подот од трапезата на богатиот. Исус преку ова приказна, почитувани, се обраќа до фарисеите, преку личноста на богатиот човек. И тие, слично како богаташот, верувале дека се поблагословени и дека по природа на работите се дел од небесното Божје царство, дека Бог е наклонет кон нив. Тие очекувале кога Давидовиот престол повторно еден ден ќе биде воспоставен, тие ќе играат важна улога во тој нов поредок, во тоа ново царство. Меѓутоа, Исус со својата приказна прави голем преокрет. Богатиот губи се, а Лазар се приклучува на Аврамовото семејство. Кога приказната за богатиот и за Лазара се чита во контекстот на целиот Нов Завет, тогаш станува јасно дека тоа не е запис за задгробниот живот, туку едноставно парабола која требало да ги предупреди гордите фарисеи за нивната престојна судбина која ги очекува. Просекот кој живеел со кучињата ќе се најде во Аврамовото семејство, а гордите фарисеи ќе бидат тргнати од местото на самите привилегии. А тој пак рече, тогаш те молам, оче, прати го во татковата ми куќа, зашто имам 5 браќа, та да им посведочи, за да не дојдат и тие во ова место на маките. Аврам му рече, тие го имаат Мојсеја и пророците, нив нека ги слушаат. А тој рече, не, оче Авраме,
туку ако некој од мртвите отиде при нив, тогаш ќе се покајат. Аврам му рече, што Мојсија и пророците не ги слушаат, тогаш и да воскресне некој од мртвите, тие нема воопшто да му поверуваат. Лука 16 глава од 27 до 31 стих. Само да се подсетиме, почитувани пријатели, дека Исус ова приказна ја раскажува во 16 глава во Евангелието според Лука, а во 11 глава во истото Евангелие, односно во Евангелието според Јована, запишано е како Исус дословно подига мртов од гробот по име Лазар. Големо чудо што критичарите го отфрлуваат, отколку да го прифатат и да станат Исусови следбеници. Која е пуката од ова парабола? Ако Библијата не е дословна, да не увери, односно доволно да не увери, ниту чудата тоа нема да го направат, бидејќи тврдото срце многу тешко се менува. Луѓето така можат да се затворат за гласот на Светиот Дух и да останат за секогаш на страна или по страна. Почитувани, Божиот план за неговиот народ Библијата го прикажува со јасен јазик. Смртта е состојба слична на сон. Меѓутоа, кога Исус ќе се врати на оваа земја и кога ќе се слушне последната труба, како што вели апостол Павле, работите ќе се свртат и мртвите ќе станат, ќе воскреснат. Ќе се заврши времето на спиење за сите оние кои починале во Христа. Ќе се променат целосно во ново тело. Смртните луѓе ќе станат бесмртни човечки суштества. Едноставно, среќен сум поради тоа. Искуствата со постоењето, односно со постепеното пропаѓање на нашите тела во овој живот нема да трае вечно, почитувани гледачи. Проблемот со старењето и бедата не е трајна состојба. Човекот умира и чека промена. Во часот на смртта не заминуваме никаде, ниту во рај, ниту во пеколот. Чекаме Христово доаѓање и воскресение. Тоа е пораката од богатиот и сиромавиот Лазар. Ве поканувам, почитувани пријатели, да ја следите и наредната емисија во која ќе зборуваме за изјавата на апостол Павле. Сакам да заминам од ова тело и да бидам со Господа. Одговор ќе добиеме во наредната тема, во наредната емисија, а до тогаш довидување.